Не сакам мрзливи луѓе. Значи, кога видам дека некој мрзлив и не заработува и се жали само на општеството, се жали дека он не може да дојде до пара, а во овој свет каде што има, нели, свет на милион опции на дигитализација и на свет, значи ако не може едно, ќе може друго, ако не може од лево, ќе пробаш од десно, ако не можеш од горе, од долу, значи ќе најдеш начин, ама нели, ако си способен, некоја пара мора да излезе, не може да нема. Значи само такви луѓе не сакам. Тогаш не сакам ни да е убав, не ми значи ништо, нели. А сакам да е вреден. Значи може да е вреден, а да нема пари, ама чекај, вреден, ама не, ако е вреден, мора да има пари, како? Ќе си дојдат. Ако не може на оваа сделка, како што кажав, значи, ако не на оваа сделка, ќе дојдат пари на втората сделка, на втората понуда, се труди. Трудолюбив е, значи сега може да нема пари, ама што правиме ако му опали, па после тоа добие 1.000.000 евра, значи тоа. Ама не, значи ете, работи на проекти, овој проект ќе земе помалку, другиот ќе земе, да е трудолюбив, затоа што само трудолюбив и остварен човек може да биде и добар партнер. Не може да биде добар партнер некој што виси само на Facebook и анализира Ирена Спасовска, па чекај види какви е, па какви е репчето, па какви е косата. Ова си е напумпала устата. Чекај види Алила ова. Тоа чекај, абе види се ти каков си. Висиш на Facebook, кога ќе го видиш на сликата,